Мами, знаеш колку го сакам овој период од годината кога надвор е се украсено и се мириса на топли печени костени, на чај со цимет и сето тоа само заради тоа што се родило едно мало бебенце. Сакаш да ти раскажам за првиот Божик? Приказната започнува всушност многу години пред тоа бебе да се роди. Уште кога Аврам беше жив. Се сеќавате на Аврам, нели? Бог му вети 3 работи на Аврам. Првото беше дека неговото семејство ќе биде многу бројно, како песокот на земјата. Второто дека тие ќе имаат своја земја, ветена земја. И третото е дека од неговото семејство ќе дојде наследникот кој ќе биде благослов за целиот свет. Колку неверојатни ветувања, нели? Но нешто се случи. Израел беше уништен, а израелскиот народ беше заглавен во Вавилон. Се чини како да ветувањата не одат по планот и Божиот народ беше сосема збунет и исплашен. И Бог го знаеше тоа, па затоа им го испрати пророкот Исаија, за да им ги сподели едни од најважните пораки во целата Библија. Да, во целата Библија, добро слушна. Исаија им ја сподели веста за Месијата. Бебе ќе се роди и ќе го наречат Емануел, што значи Бог со нас. Но исто така ќе има уште едно име. Бебето ќе биде од Давидовото семено стебло и тој ќе порасне голем за да го води Божиот народ за секогаш. За секогаш? Да, за секогаш. Добро ме слушна. Надежта на светот не е во силната војска, туку во малото бебе. Мало бебе? Да, во малото бебе. Дали можете да го погодите името на малото бебе? Исус! Името му е Исус. Замислете како им било на луѓето кога Исаија им кажувал дека ќе дојде бебе и ќе го спаси светот. Многу години подоцна, откако Исаија им ја кажал најважната порака на луѓето, во едно мало градче, наречено Назарет, имало една млада девојка по име Марија. И Бог го испрати својот ангел да ја каже специјална порака. Каква порака стои казал? И кажал дека таа ќе има син. Син бебе? Да, ама таа се чудела затоа што се уште не била ни мажена, а требала да се венча за човекот по име Јосиф. Ангелот и кажал неверојатна порака, дека тоа бебе ќе биде подарокот за овој свет, спасението. Тој ќе биде синот Божи. Тоа го кажи Исаја. Да, браво, се сети. Како мислиш дека Марија реагирала кога ја кажал ангелот дека ќе роди син Божи кој ќе го спаси сиот свет? Се спасила. И јас истото би го помислила, но Марија му поверувала на ангелот и му рекла дека сака да му служи на Бога. 9 месеци подоцна, Марија и Јосиф патуваа кон градчето Витлеем. Тие бараа место внатре каде може да преспијат, но немаше место во целиот град, а на Марија и дојде времето да роди. И тие, единственото место што го најдоа беше една мала штала. Со сите животни, крави, овци, кокошки, ветувањето на Бог конечно дојде. Целото небо славеше, илјадници ангели пееа и славеа за доаѓањето на Синот Божи на оваа земја. А таа слава, што мислиш, кој ја вида прв? На кого ли Бог прво му објави? На царот? Не, први ја видоа пастирите доцна во ноќта, додека одмараа со своите стада. Ангелите им кажаа дека Спасителот се роди во мала штала, легнат во сено и да побрзаат да го посетат. Само пастиците знаа каде е Исус. Не, Бог им објави и на трите мудреци и им испрати звезда посјајна од било која. И тие ја следаат звездата и дојдоа до Ерусалим. И го прашуваат царот Ирод каде може да го најдат новородениот цар, за да му се поклонат и да го даруваат. Но тоа не му се допадна на царот Ирод.
па затоа планираше да ги надмудри и да дознае и тој каде е новородениот цар, но не за да го прослави, туку да го повреди, па ги замоли штом го најдат да дојдат и да му кажат каде е. Мудреците продолжија да ја следат звездата која светеше силно и застана во градчето Витлеем и ја осветли колибата во која се роди Спасителот. Тие му донесоа многу подароци, злато, ливан и смирна, и му се поклонија на царот новороден и си заминаа. И после тоа го каза на царот. Не, Бог им се објави и ги предупреди да не кажуваат за бебето Исус на Ирод, затоа што тој не му посакуваше добро на бебето. Тој не сакаше да има друг што ќе го нарекуваат цар. Кога царот виде дека мудреците не се вратија да му кажат каде е бебето, многу се разгневи и нареди сите машки бебиња до 2 години да се убијат, за да не може никој да му го одземе престолот. Но Бог е секогаш на време и Бог во сон на Јосиф му кажа да го земе бебето Исус и заедно со неговата мајка Марија да се спремат за пат доцна во ноќта и да заминат за Египет и да седат таму се додека Бог не им каже да се вратат назад. Тие така и направија. И Исус растеше со неговите земни родители во Египет, се додека Бог не му кажа да се врати назад и да го исполни она за кое што и дојде. Бебето Исус, кое што се роди во малата штала, порасна и стана голем. Се смееше и плачеше и играше исто како нас, но не направи грев. Божик секогаш не подсетува за најголемиот подарок кој што Бог ни го подари. За мене, за тебе и за целиот свет. Каков подарок, мамо? Подарокот е бришање на сите наши грешки. А за тоа да се случи, Исус беше измачуван и покрај тоа што не грешеше, беше распнат на крстот. Но после 3-тиот ден тој воскресна, а со тоа тебе ти подари спасение. Но не само на тебе, туку на секој оној што ќе поверува во Исус како Господ и Спасител. И кажи на сите, викни опанините, оди кажи на сите, оди спаси.